Министер Кренар Лога. Морам овака со тетрадка и лично да се обратам како на политичар кој директно е одговорен за ова катастрофално дело, со зла намера водење на оваа правна постапка со име екстрадиција. На писмото од мојата партија Десна сте одговориле формално, не целосно, како да не сте информирани за вашите законски обврски. Тоа е причината за ова лично обраќање како на министер за правда, кој е задолжен со закон, а не партија и желба, конкретно за оваа екстрадиција од типот on consent, со моја волја, без противење и жалби кои произлегуваат од меѓународното право. Како мое право. Во судот ми беше потврдено дека постапката трае максимално 40 дена, лично од судијата кој го водеше процесот. Се ова се ваши обврски од меѓународното право и билатерални договори со Република Турција. Аргументот дека извршувате партиски политички наредби, а не спроведување на законски обврски, е следниот аргумент кој ќе ви го објаснам. Како атачмент ви праќам документ на англиски од судот во Баликесир. Прво, на 5 декември 2023 година бев уапсен, а на 6 декември во судот на прашање од судијата ја одбрав брзата постапка on consent. Второ, на сослушувањето на повисокиот суд на 23 декември 2023 година, исто така на прашање од судија, одбрав брза постапка on consent со слободна волја, без противење. Исто така во ова сослушување на прашање од судија, одговорив дека не постои опасност од мое убивање и мачење во правосудниот систем на Македонија, со кој вие раководите. Со ова претходно пишано значи дека судот во Баликесир во 3 недели ја заврши целата постапка on consent, а од 17 јануари 2024 година предметот се наоѓа на маса кај вашиот колега, министер за правда на Република Турција во Анкара. Безобразно и срамно е вашиот сектор за информирање во писмо до мојата партија Десна напишал цела една реченица во која објаснува дека вие на 7 декември 2023 година сте испратиле барање за екстрадиција кон Република Турција. Тоа е првиот чекор кој сте морале да го направите, за да вашиот коалицијски партиски малоумник Спасовски преку Интерпол изготви меѓународна потерница, а не одговор на писмото. Зошто не спроведувате законски обврски во оваа политичка провинција каде правите што сакате? Од 7 декември 2023 година до денес изминаа 5 месеци, а вие како министер не сте направиле ништо за да бидам изведен пред органите на прогонот, ОЈО, за да можам активно да се бранам. Тоа е моето неприкосновено право од закон произлезено. Партиското барање и задача од вашиот коалицијски партнер да ме држите далеко од Македонија за време на изборите, најблаго кажано е европско прогресивно лицемерие, но и кршење на закон и мои елементарни човекови права. Воопшто не се битни вашите изјави и скапиот делца за селобери пред канта тропа медиуми во оваа политичка провинција Македонија. Ако нема кој да ви каже, еве јас јавно ви кажувам. Човече, кршиш меѓународно право и купишта конвенции и билатерален договор со Република Турција. Многу едноставно, просто дури и за IQ 50, дури и Homo Ali ова го разбира. Баликесир, Турција. Поздрав, не почит, само поздрав. Палец на пуста Турција, својрачно.